Недостиг на рурални лекари. Државната изборна комисија го утврди изгледот на гласачките ливчини. Божиновска, правиме се за да ја подобриме енергетската поврзаност со соседите. Андоновски, дигитализација за поврзан Балкан. Јанев, сајбер безбедноста е стратешки приоритет. Силјановска во посета на Македонската православна црква во Стерлинг Хајтс. Небо полно со прашања над Белгија. Ковеси, корупцијата со европските фондови е закана за сите. Чудо во Кентербери. Прва жена надбискуп во 500 години. Бура ја погоди Грција, поплави, свлечишта и затворени училишта низ земјата. Индустрискиот сектор во Македонија се соочува со пат на вработеноста. Македонец од Шведска покрена петиција за враќање на Евровизија. Генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, соопшти дека од 96 планирани рурални матични лекари функционираат само 44, што е под 50% покриеност. Тој најави измени на правилникот и повика лекари, здруженија и јавноста до 1 ноември да испратат предлози за подобрување. Клековски истакна дека главни проблеми се мал број пациенти, ниски приходи, сложеноста на тимовите и недостиг на генерацијски пренос. Најави изголемување на дотациите и либерализација на условите за да се мотивираат младите доктори да работат во рурални подрачја. Државната изборна комисија на денешната седница го утврди изгледот и содржината на гласачките ливчиња за локалните избори, посебно за градоначалници и за советници. Председателот Борис Кондарко нагласи дека гласачкото ливче за градоначалник содржи назив на гласачкото ливче, број на гласачкото ливче, место и општина, име и символ, доколку го има од подносителот на листата, реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција. Државната изборна комисија усвои и прирачник за пополнување на записник број 16, кој е клучен за утврдување на резултатите, како и неколку нови образци за изборниот материјал. Дополнително беа одобрени акредитации за наблюдувачи, како и барања за изземање и замена на членови на изборни комисии. Министерката за енергетика Сања Божиновска на конференција во Атина порача дека Македонија прави се за подобра регионална поврзаност и целосна енергетска транзиција. Таа истакна дека законот за енергетика е усогласен со Европската унија, а целта е јаглеродна неутралност до 2050 година. Првпат 40% од енергијата доаѓа од обновливи извори, а за нив се потребни и инфраструктурни инвестиции. Божиновска ги посочи проектите за интерконектори со Грција, Србија, Косово и наскоро Албанија, како и планот за прв годишен инвестициски календар со над 180 апликации од инвеститори. На отворањето на дигиталниот самит во Скопје, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски порача дека настанот е платформа за зајакнување на регионалната поврзаност и дека целта е Западен Балкан да стане дел од единствениот европски дигитален пазар. Тој најави заедничка декларација со која ќе се побара укинување на роаминг трошоците кон цела Европа, исто како што веќе функционира во регионот. Андоновски нагласи дека ова ќе значи поевтини разговори, пораки интернет за граѓаните, но и поголема интеграција на економиите. Во рамки на самитот беше промовирана и апликацијата електронски услуги, која треба да стави крај на долгите административни процедури и да овозможи граѓаните со еден клик да добиваат документи или сертификати. Премиерот Мицкоски ја подвлече важноста на дигитализацијата за ефикасни институции и борба со корупција, а генералниот секретар на регионалниот совет за соработка, Амер Капетановиќ, потсети дека првиот дигитален самит се одржа во Скопје во 2018 и најави наредни чекори кон интеграција со дигиталниот пазар на Европската унија. Главната порака на Андоновски беше дека дигиталната трансформација не е само дискусија, туку заедничка акција за конкретни придобивки за граѓаните и економиите на регионот. Директорот на Бирото за јавна безбедност, Александар Јанев, на Западно-Балканскиот дигитален самит во Скопје порача дека сајбер нападите се почести и бараат постојана едукација на полицијата и администрацијата за навремено реагирање. Тој истакна дека безбедноста на информатичките системи е стратешко прашање кое бара регионална и меѓународна соработка, како и вклучување на приватниот сектор. Јанев посочи и на плановите за користење на вештачка интелигенција во полициското работење за побрзи и поефикасни одлуки, нагласувајќи дека борбата со сајбер криминалот мора да остане висок приоритет.
На 28 септември во Стерлинг Хајтс, Мичиген, во катедралниот храм на Американско-канадската македонска православна епархија се одржа свечена литургија со присуство на митрополитот Методи, на која учествува и председателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот Тимчо Муцунски и амбасадорот Зоран Попов со делегации. По литургијата тие го посетија неделното училиште при црквата, а свеченоста продолжи со ручек, каде што председателката се обрати пред присутните. Во Белгија, 15 неидентификувани дронови ја надлетале воената база Елзенборн близу германската граница. Инцидентот се случил околу 1 часот и 45 по полноќ и бил забележан и од германски и од белгиски служби. Министерството за одбрана потврди дека се води истрага, а министерот Тео Франкен изјави дека нема докази за руска вмешаност, но не ја исклучи можноста за хибридна закана. Случајот медиумите го опишаа како бизарен, бидејќи базата нема голема стратешка важност. Главниот европски обвинител Лаура Ковеси предупреди дека измамите со земјоделски и други европски фондови не се проблем само на Грција, туку на целата Унија, бидејќи поттикнуваат корупција и организиран криминал. Таа истакна дека грчкиот случај е систематски и со вклучување високи функционери, но слични злоупотреби има и во други земји. Ковеси посочи дека криминалците сега го насочуваат вниманието кон фондот за опоравување по ковид кризата и предупреди дека нема безбедни засолништа. Таа побара за јакнување на тимовите, нагласувајќи дека корупцијата може да убие и дека нема земја ослободена од измами. Лондонската бискупка Сара Малали е назначена за прва жена надбискуп на Кентербери во историјата на англиканската црква, по оставката на Џастин Велби поради скандал. Малали, поранешна медицинска сестра и главен медицински службеник на Британија, ја презема функцијата со силна порака за љубов и поддршка кон заедницата. Премиерот Стармер ја поздрави како историски избор, но критиката останува дека англиканската црква со децении доцнеше со вклучување на жените во врвните позиции, дозволувајќи им да станат надбискупи дури од 2014 година. Пачекорот сега е важен, но задоцнет. Инаку поглавар на англиканската црква не е надбискупот од Кентербери, туку британскиот монах. Функцијата поглавар до смртта ја извршуваше кралицата Елизабета II, што беше жена. Силна бура со обилни дождови предизвика хаос во Грција. Многу патишта се поплавени, а некои населени места останаа одсечени од остатокот на земјата. Пороите беа толку силни што носеа возила и предизвикаа серија свлечишта, што дополнително ја влоши состојбата. Поради ризикот по безбедноста, властите донесоа одлука училиштата ширум државата да останат затворени. Според локалните медиуми, се проценува дека последиците од невремето ќе бараат време и значителни ресурси за расчистување и нормализација на сообраќајот и секојдневниот живот. Вистина е дека индустрискиот сектор во Македонија продолжува да се соочува со предизвици, а најновите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат загрижувачки тренд на намалување на вработеноста. Во август 2025 година, бројот на вработени во индустријата е намален за 2,6% во споредба со истиот месец лани, што е уште еден показател за структурните и економските проблеми со кои се соочува оваа клучна економска гранка. Најголем удар врз вработеноста се забележува во преработувачката индустрија, рударството и вадењето камен, како и во секторот за снабдување со електрична енергија, газ и пареа, области кои традиционално носат голем дел од индустриската вработеност. Вистина е дека овие сектори се често чувствителни на глобални економски флуктуации, нестабилност на пазарите и ценовни шокови, а дополнително влијаат и домашни фактори како инвестициите, условите за работа и достапноста на квалификувана работна сила. Сепак, не сите податоци се негативни. Вистина е дека постои благ пораст на вработеноста кај производството на трајни производи за широка потрошувачка и кај интермедиарните производи, што покажува дека одредени сегменти од индустријата се уште одржуваат динамика на раст. Но, кога ќе се земе предвид кумулативниот резултат за периодот јануари-август 2025, индустрискиот сектор бележи вкупен пат на вработеноста од 3,8% на годишно ниво, што е силен сигнал дека се потребни економски мерки и стратегии за стабилизирање и стимулирање на индустриското производство и пазарот на. Вистина е дека падот на вработеноста во индустрискиот сектор не е само бројка, туку директно се одразува и врз животниот стандард на илјадници семејства кои зависат од стабилноста на овие работни места. Намалениот број на вработени може да значи и намалена продуктивност, што дополнително ќе го ослабне индустрискиот раст и економската активност во државата.
Исто така, отворено е прашањето дали постојат доволно ефективни програми за преквалификација и поддршка на работниците кои го губат своето работно место во овие сектори. Вистина е дека Македонија мора итно да инвестира во модернизација на индустриското производство, во зелени технологии и во дигитализација, за да ја зголеми конкурентноста и да креира нови, одржливи работни места. Доколку овие трендови продолжат, постои реална опасност од понатамошна деиндустриализација и зголемено иселување на работоспособното население. Индустријата е столб на економијата, а стабилната вработеност во овој сектор е предуслов за долгорочен развој. Кристијан Димовски, македонец кој повеќе од 20 години живее во Шведска, покрена онлайн петиција со цел Македонија да се врати на Евровизија во 2026 година. Иако земјата не учествува од 2022, интересот не згаснува. Петицијата досега ја потпишале над 160 луѓе, а поддршка стигна и од јавни личности, меѓу кои и водителката Лила Стојановска. Димовски вели дека иницијативата потекнува од љубителите на македонската музика и музичката индустрија, која е подготвена за нов настап. Тој потенцира дека македонската телевизија има можност да се врати на јубилејното 70-то издание на Евровизија, а исклучува алтернативи како Интервизија, за која вели дека е фестивал без конзистентна историја и значење. Димовски смета дека Македонија има повеќе заедничко со европските земји што редовно настапуваат, отколку со држави како Куба или Виетнам, кои се дел од Интервизија. Истовремено, наведува дека македонската телевизија има позитивен финансиски биланс и не постојат пречки за враќање. Според него, поважно од пласманот е да се промовираат македонската култура и млади музички таленти. Како позитивни примери ги наведува Тамара Тодевска, Калиопи и Елена Ристеска, чие учество на Евровизија имало значително влијание врз нивната кариера. И покрај скандалите во одредени години, Димовски апелира тие да не се користат како изговор за отсуство и испраќа порака до македонските музичари: време е Македонија да се врати. Недостиг на рурални лекари. Државната изборна комисија го утврди изгледот на гласачките ливчиња. Божиновска, правиме се за да ја подобриме енергетската поврзаност со соседите. Андоновски, дигитализација за поврзан Балкан. Јанев, сајбер безбедноста е стратешки приоритет. Силјановска во посета на Македонската православна црква во Стерлинг Хајтс. Небо полно со прашања над Белгија. Ковеси, корупцијата со европските фондови е закана за сите. Чудо во Кентербери. Прва жена надбискуп во 500 години. Бура ја погоди Грција, поплави, свлечишта и затворени училишта низ земјата. Индустрискиот сектор во Македонија се соочува со пат на вработеноста. Македонец од Шведска покрена петиција за враќање на Евровизија.